На почетокот на јули во Баку, Охрид требаше да го загуби статусот на светско наследство и да влезе на листата за грозени области. Само поради политички лобирања, одлуката е одложена за следната година. Време е за заедничко, координирано делување. Простор за компромиси по ова прашање нема. Условите за спас на Охрид се 10 задачи кои треба да се исполнат до 1 февруари. Донесени се документи, меѓутоа реакции или спроведување тоа на терен го нема. Локалната и централната власт тврдат дека работат посветено. Кога реално на терен ќе може да видиме уривање на дивоградби? Денови се опрашање. Ќе искористили земјава последната шанса за Охрид да го задржи статусот во УНЕСКО. Залезна туристичката сезона во Охрид. Последните групи туристи наскоро ќе си заминат. Ако дојдат и следната година во град што го задржал статусот на природно и културно наследство на УНЕСКО, нема да можат да одмораат на бројните тераси и објекти како годинава. Голем дел од нив се дивоградби. Една од препораките на УНЕСКО, која се чини и потешка за спроведување, е справувањето со дивоградбите. Според податоците од локалната власт, ги има повеќе од 400 во заштитеното подрачје. Колку од нив ќе бидат урнати, зависи од проценката на влијанието на објектите врз животната средина. Статусот на Охрид како заштитено добро најмногу им значи на домакините. Охриѓани велат статусот не го даваме, но некои не ги даваат и дивоградбите или пак не веруваат дека нешто ќе се смени. Тоа при самата градба треба ревизорите и инспекторите да го спречат, а не сега, откако се вдомиле све тоа и руши. Нема логика. То политички јас не знам какво е политика тука. За Данска знам, за Шведска. А тука не знам. Како е таму? Има ли дивоградби? Не може да има таму. Зошто? Оти така е законот. Па и тука нели има закон? Не, тука нема закон. Не сум јас за уривање на дивоградби, меѓутоа, ако се препорачува од повисоки инстанции, треба да се замислиме во иднина бар да нема дивоградби. Уривањето на дивоградбите во заштитениот појас на езерото и во старото градско јадро е само една од вкупно 10 задачи што домашните власти треба да ги завршат до 1 февруари 2020 година. Некои од останатите се: нова траса за пругата Требеништа-Струга, систем за управување со отпадни води и пренасочување на реката Сатеска, мораториум за урбани и крајбрежни трансформации, спречување нови дивоградби, план за управување, извештај до 1 февруари 2020 за напредокот. Дел од овие задачи, како колекторскиот систем, плановите, законите, решението за пругата и извештајот за напредокот се за централната власт. Справувањето со дивоградбите и мораториумот за градби се надлежност на општините Струга, Дебарца, но пред се Охрид. Градоначалникот на општина Охрид Константин Ѓоргиевски вели дека согласно препораките веќе ги отстраниле билбордите и палмите од Охридското крајбрежје. Донесен е и акциски план мораториум за градба, а има и попис на сите барања за легализација, вкупно 16.000. Тоа не значи дека 16.000 објекти во изминативе години се изградиле во Охрид. Има голем дел на објекти кои што се изградени 70-60 година, не били уклопени во урбанистичките планови и најлесно на луѓето, на собствениците им било по пат на легализација да дојдат до документи за нивните објекти. За тие 16.000 градби допрва ќе се одлучува дали ќе се легализираат или ќе се уриваат, но повеќе од 1000 објекти веќе имаат решение за отстранување. Официјално општината не кажува кои се тие објекти. Неофицијално, тоа се ресторани и плажи со платформи, објекти во Лагадин, Трпејца и во старото градско јадро. Сите тие кои што се во крајбрежје, заштитен појас и национален парк ќе се отстрануваат први. Кога реално на терен ќе може да видиме уривање на дивоградби? Денови се опрашање. Според Бирото за јавни набавки, пред неколку недели заврши тендерот на општината Охрид за избор на фирма за уривање дивоградби. Компанијата е избрана, но вкупната вредност на договорот е околу 25.000 евра, сума која е незначителна, знаејќи го бројот на дивоградби во регистарот. Средствата за отстранување на бесправно изградени објекти воопшто нема да бидат проблем. Има повеќе начини за да се обезбедат средства и во периодот кој што следи, веројатно ќе објавиме и нов повик на многу поголема сума.
Иако Георгиевски вели дека навреме ќе се справи со проблемот, неколку настани од последните месеци оставаат поинаков впечаток. Еден пример е пицеријата Луна, кај чинарот во Охридската чаршија. Иако немаше соодветни дозволи, бизнисменот и советник во општината Охрид Нефи Усеини го реновираше објектот. Не го спречија ниту инспекциите, ниту забраните. Не успеавме да го добиеме, но во последното негово интервју за TV24 рече дека сам ќе урне терасата кога ќе се урива и на крајбрежјето. Ако законот кажи дека треба да се руши, јас ќе го рушам. Али да не биде само Нефи, да биде рушено цело покрај мрежено, што не плаќаат никаков придонес на државана, освен нека повелет, нема да го рушат, ќе го рушам јас сам. Под знак прашање и спроведувањето на мораториумот. Минатата недела на улицата Марко Несторовски беа приведени тројца градежници кои работеле на дивоградба. Неколку дена подоцна, екипата на 360 степени забележа дека на истиот објект повторно се работи. Дека нема расположение за почитување на законот, покажува и писмото до градоначалникот од газдите на угостителските објекти покрај езерото. Денеска да се разговара за платформите како дивоградби е можно неоправдана, бидејќи тие постојат веќе 14 години и за нив досега никој не се произнел дека се проблематични. Невладиниот сектор признава дека има поместување од мртва точка, но имајќи го во предвид потребното време за сите процедури, како за утврдување статус на дивоградба, не веруваат дека властите ќе стигнат се да завршат на време. Се чекаше да помине туристичката сезона во Охрид, да не се спроведуваат некакви акции за време на туристичката сезона. Туристичката сезона во Охрид е веќе завршена, ако наречем при крајето завршена. Меѓутоа нема никакви досега спроведување на некакви конкретни акции во поглед на све, не само во поглед на дивоградбите кои што се направи само катастар, односно регистрирање на некаде околу 1100 дивоизградени објекти во целиот регион и што е уште за поголемо чудење се чува во некаква тајност, да не се граѓанството, односно луѓето да не дознаат кој што каков објект е направен, од кого е направен, кој е сопственикот на тие објекти. Според Александра Бујаровска од Фронт 2142, не само што бавно се исполнуваат задачите од УНЕСКО, туку и тоа што се прави е манипулативно толкување на барањата. Препораката беше многу јасна и гласеше на стопирање на секаква урбана и крајбрежна трансформација. Под урбана и крајбрежна трансформација се подразбира и овие сите дозволи кои што значат понатамошна градба. И дополнително се поставува прашање колкав е тој број доправа што би требало да опфати. Значи, реално нема суспензија, нема мораториум, него ова се идните постапки кои што би почнале, па за нив имате дека нема да се isprocesираат. Фактор во целиот процес е и локалната опозиција од ВМРО ДПМН, која дава поддршка на процесот. За разлика од невладините организации, тие не гледаат застој, но велат најтешкото допрва доаѓа. Секако дека проблемот ќе дојде кога ќе биде потребно да се спроведе рушењето на одреден дел од тие дивоградби, како и да е препораките, односно сите оние процедури во исполнувањето на оние препораки од УНЕСКО, ние како опозиција, како што кажав, ќе следиме будно и се надеваме дека ќе се спроведуваат тако. И додека сите погледи се вперени кон дивоградбите во Охрид, голем дел од задачите се за владата во Скопје. Министерот без ресор Едмонд Адеми, кој е назначен да го координира целиот процес, вели дека е задоволен од темпото на работа. Се пофали дека има редовни состаноци со надлежните институции, го финализираат планот за управување, соработуваат со Албанија за алтернативен пат за пругата. Владата со ребалансот на буџетот одвои 50 милиони евра за јавното предпријатие колекторски систем за оваа буџетска година, се со цел за да можеме да ги санираме најболните точки во тоа, дополнителни 88 милиони за финансирање на долговите што беа на Проаква создадени во минатото, а со буџетот 2020 планираме дополнителни средства за да го завршиме целосно колекторскиот систем. Една од поважните обврски е планот за управување со Охридскиот регион, кој треба да биде готов до крајот на декември. Власта очекува тој план да биде основа за во иднина да се спречат дивоградби и урбан хаос. Зонирањето е клучно во планот, а тоа значи ќе има зона 1, зона 2, зона 3. Ќе се знае точно во зона 1 што може да се прави, што може во зона 2, што може во зона 3. Со тоа практично ќе воведеме ред
во градовите и во Струга и во Охрид и во целиот Охридски регион. На крајот на септември Адеми во Париз ке треба да реферира пред представниците на УНЕСКО што е преземено досега. Пред камерата на 360 степени не можеше да каже колку проценти од обврските се исполнети 2 месеци по Баку, а 4,5 до рокот за извештај за напредокот. Нашата пресметка од изјавите на сите инволвирани е дека за спроведени можат да се сметаат регистарот на дивоградбите, мораториумот за било какви урбани и крајбрежни трансформации. Во поодмината фаза, но далеку од готови, се планот за управување со Охридскиот регион, системот за управување со отпадни води и пренасочувањето на реката Сатеска, проценката на влијанието на животната средина. Во почетна фаза или само во најава се уривање на дивоградбите, избор на нова траса за пругата Требиниште-Струга и, како што забележа и нашата камера, спречувањето на нови дивоградби. Зависно од тоа што ќе успее да заврши државата до 1 февруари, УНЕСКО потоа ќе одлучува дали е доволно за Охрид да го задржи статусот светско културно и природно наследство. Следната сесија на Комитетот за светско наследство е идното лето во Кина.